Јас сум Борис, дел од тимот Бајоник, кој во изминатите 3 дена работеше на креирање на бионичка рака која ги чита импулсите од мускулите на подлактицата и наоѓа примена за лицата кои имаат недостаток на горен екстремитет. Здраво, јас сум Кико, дел од тимот Mindbenders. Нашето решение со кое што поминуваме во следната фаза е мени што ќе биде дигитално, мени на 21 век, мени што ќе биде инклузивно за сите, без разлика на попреченост или отсуство на попреченост кај луѓето, мени кое што нема да прави дискриминација во однос на угостителските услуги што се нудат во моментов и нешто што ние го детектиравме како проблем. Во општеството се соочуваме со проблем на комуникација помеѓу луѓето со попреченост во слухот и луѓето кои што не го знаат знаковниот јазик. Ние овој проблем го решаваме со апликација Wecom, која што возможува двострана комуникација помеѓу луѓето кои што не го познаваат знаковниот јазик и кои што имаат оштетување во слухот. Многу сум среќна од мојот тим што ми даваше поддршка и се надевам на понатамошни успеси. Здраво, јас сум Елена од тимот на нешто нетипично. Ние сме тука бидејќи најдовме решение како лицата со попреченост полесно и побезбедно да излегуваат од своите домови или институциите во кои што живеат. Нашиот тим From Zero to Hero после долготрајните истражувања дојде до решение, тоа е да иновира на интелигентна инвалидска количка која што ќе се контролира и управо со помош на око. Начинот на кој што количката се прави со око е всушност детекција на ирисот од окото и постојаното следење на која страна гледа. Од друга страна, по интелигентна инвалидската количка со тоа што имаме health monitoring систем кој што има задача да ги детектира сите состојби кои што може да се затекнат кај самото лице кој што со телесна попреченост.